Зборуваат дека реката ги добива своите карактеристики во зависност од пределот низ кој што тече, а човекот од поднебието во кое што е роден и пораснат. Тој ни се роди во Прилеп на 25 јануари 1981. Го крстија Тодор. Ни порасна во Крушево, а живееше, живее и ќе живее секаде онаму каде што ја однесе неговата песна. За своите 26 Тоше порасна и музички, и духовно, и човечки. Ретко даровно семе, изртено на ова парче земја. Беше голем затоа што беше едноставен, а до едноставноста се расте. Ни порасна, песни ни остави, спомени ни роди, љубов ни подели и ни замина. Токму заради таа Тодорова неостарена младост, овие октомвриски 7 осмини се посветени на нашиот Тоше. Моја една од песните кои што вечно ќе живеат, како што ќе живеат и спомените за него. А најмногу ги имаше со неговата публика. Секогаш знаеше да ги поздрави и да каже: благодарение на вас, јас сум тоа што сум. Беше и остана. Живеат спомените, живеат песните, а фановите, секој со свој спомени. Ги имаше Тоше насекаде, не само Балкан, многу подалеку. Наша прва гостинка во оваа емисија, девојката која што е дебарчанка, меѓутоа живее овде во Скопје, спомените со Тоше различни, силни, ќе живеат вечно. Ја поканувам и добре дојде и велам за Донка Казиновска. Повели. Здраво, Донка, добро ни дојде, вака да се свртиме кон камерата. Кажи ми прво дали имаш трема? Малце. Малце. Така. Јас и ти прв пат се запознавме сега. Дали можеш да се сетиш на твојата прва средба со Тоше? Секако. Кога беше тоа? Пред колку време? Мојата прва средба со Тоше беше 2003, мислам дека беше, кога бев прва средна. Така. Мојата прва средба, се извинувам, буквално беше на семафори. Раскажи ми за тоа. Јас и другарка ми Гордана, сакам во оваа прилика да ја поздравам. Она сега живее во Норвешка и многу ми фали што не е тука до мене. Заедно со нејза одевме на театар. Чекавме на семафори да поминеме улицата. Тоше се знаевме. Каква кола вози, број на телефон, буквално се. Стоиме на семафорите и чекаме да поминеме. Гледам, застанува колата на Тоше токму на семафорите. Со другарка ми трчаме, дираме на прозорот и Тоше отвара, вика: леле, девојчиња, ме исплашивте. Ние почнавме да викаме, ние сме Донка и Гока, ние тебе премногу те сакаме, ние ностоп те пишуваме. Он само се насмеа, вика: чекај, смирете се. Титнете ми, вика, на бројот, сигурно го имате. Викаме: како не? Вика: одма за 2 сати, вика, јас ќе ве побарам. И замина. Јас и другарка ми се заледивме на семафорите, викаме: кај да одиме, што да правиме? Викам: никаков театар. Заборавивте театар. Заборавивме и театар и све. И? Отидовме во интернат, пошто другарка ми живееше таму, отидовме таму и сега чекаме. Ги насобравме сите девојчиња од интернат, им раскажуваме: Тоше ќе дојде да не земе, го видовме вака и вака. Сите почна да ни се смеат. Вика: ајде бе, Тоше, нема друга работа. Нема друга работа, па со вас ќе се расправа. И помина час и половина, гледам на мојот телефон звони Тоше. Гледам и не ми се верува. Ја гледам телефон, викам: ја не се јавувам. Другарка вика: ни ја не се јавувам. Една друга другарка го зема телефонот, се јави и Тоше прашува: кај сте? Му објаснува другарка ми за да дојде да не зема. Си насобравме дали 30 души доле. Дојде ли Тоше? Дојде. Ќе ни раскажеш понатаму што се случило како што пристигнал. Ти благодарам, повеле, седни си на твоето место. Ние одиме со следните гости, ќе имаме многу сеќавања, многу спомени, многу песни. Голем дел од тие години кои што Тоше ги одживеа, за жал само 26, беа споделени со луѓето од неговото родно Крушево. Еден од нив, негов цимер, кој што заедно почна со Тоше, и ден денеска спомените се силни и кај нашиот Маријан Стојановски. Маријан, повели. Добре ни дојде и ти. Како си ни, Маријан? Најпрво да поздравам вас, телевизијата и сите тука присутни. Се чувствувам многу
природно, многу пријатно и со тебе нели се знаеме долги години и се чувствувам исто како дома. Драго ми е дека е така. Кога последен пат Маријан беше во Крушево? Последен пат бе вчера. Вчера си дојдов, да, викендот таму го за викенд поминав. Крушево раздвижено? Многу убаво, имаше туристи, убаво беше и времето и така искористив малку по планините, по природа да шетам. Шеташе ли со наполно Тоше кога малку. беше тој во Крушево, кога ќе се најдевте заедно во родното градче? Ние бевме едноставно неразделни. Шетавне, вежбавне, своевремено тогаш боречки вештини нешто. Кој беше поуспешен? Порано тој беше успешен во многу знаеше да врти номчаки, А ти? дрсина. Јас повеќе бев за За поддршка. па не, него бев за други работи. Тој беше за како атлетски многу знаеше да врти. Знаевме да испешачиме и секогаш велевме како да ни прави природава муавет, знаеш? Кој ќе сме во природа, пример, сами се пешачиме, правиме муавет и ќе запреме да зборуваме. И како природава да ти прави муавет некако. Кога вие во учи? Со живеани бевме, поврзани бевме со природата. Така, поврзани Да. бевте и со музиката, Маријан, Так. она што сега ќе го слушнеме е првата песна која што ќе не испееш од Тоше по твој избор, Усни на усни. Нека ужива публиката, ќе уживаме и ние има овде во преубави студио. спомени. Повелики И од тоа зборуваме време. спомени. Да. Дали постои надеж, љубов јас да те нареча. Долго срце ми крадеш, а никако да се предадеш. Ти си моја срна, шума е душава. Цела ног бегаш и през зори заспива. Усни на усни, тивка музика, раце во коси, колку си убава. Очи во очи, рај во душа, срце во срце, сакај ме најмила. Прв пат сонувам буден, одам низ полет звездено. Ти си безкрајно моја, царство си љубовно. Тука нема време, луѓе и правила. Тука сме ние на чекор од вечноста. Усни на усни, тивка музика, раце во коси, колку си убава. Очи во очи, рај во душа, срце во срце, сакај ме најмила. Усни на усни, тивка музика, раце во коси, колку си убава. Очи во очи, рај во душата, срце во срце, сакај ме најмила. Срце во срце, сакај ме најмила. Маријан, ти благодарам, ќе те слушнеме со многу спомени, сеќавања, моабети, нешто што досега никој не го слушнал, што ќе го споделиш со нашите гледачи и секако со уште една песна. Повели седмици. Благодарам. Патуваше Тоше со неговата песна на секаде. На секој од нас по некоја негова собствена трага. Следното видео ни го испратија фановите
од нашиот источен сосед, од Бугарија. Што за нив значи Тоше, гледаме во следните минути. Тоше е магија, Тоше е щастие, Тоше е љубов. Тоше е усмивка, усмивка на дете. Тоше е мила дума и доброта. Тоше е светлина, Тоше е мир, Тоше е љубов без граници. Тоше е вјатар, Тоше е мирис на череша, Тоше е цвете, полско цвете. Тоше пројски е начин на живот. Тоше е всичко. Тоше завинаги ще живее в нас. Живееш в срцата ни, Тоше. Те чуваме тука. Докато срцето бие, дури и след това, защото това не е крај. Тоше, те сакаме сите. Пораката која што ја слушнавме ни доаѓа од соседна Бугарија. Тоше си го направи она што го направи со неговата песна, со неговата харизма, ги освои сите, сеќавањата кај секој од нас различни. Последниот лик кој што го видовте на оваа порака се вика Ралица Иванова. Таа живее во Варна, по професија е новинар, а за оваа емисија посветена на наш Тоше, допатува од Бугарија само за него. Ралица, добре дојди повели. Здраво. Како си ни? Супер. Лично не го познаваше затоа што си многу млада, меѓутоа кажав пред малку на секој од нас си остави по некоја трага. Твојата трага, за да трае додека траеш и ти, ја имаме на вратот. Значи ова сакам да го видиме, да го зумира камерата ако може. Значи уште една тетоважа од Тоше, не случајно, туку до бескаре намерно. Кога го направи ова? Ова го направих преди 7-8 години, зашто пред тоа немах полнолетство. Да. Така. И зашто го сакам Тоше и така ги продолжи за напред. Го имаш Тоше и на ланчето? Да, и на ланчето го имам и облеката ми е таква. Да, може да видиме дека тоа се нотите, неговото име на срцето. Крстот. Се што е поврзано со Тоше. Да. Зошто Тоше, Ралица? Не знам, мисля, че сами се открихме. Ке зборуваме за твоите спомени за Тоше, каде се наоѓа и кај тебе и кај твоите пријатели од Бугарија. Седни си на твоето место. Одиме ние со нашиот следен гостин. Реков дека имаме многу негови колеги. Не знам колку вие се сеќавате и колку помните машки солзи, меѓутоа јас ги помнам. На еден концерт кој што беше изведен посхумно, неговите солзи не можеше да ги сокрие. Или ги имате, или ги немате. На последниот концерт на Тоше, на 5 октомври во 2007-та, беше негов гостин, заедно пееа. Сеќавањата му се во душата, песната ќе ти ја донесе сам и многу е лесно кога ќе му се јавите на Бојан Маровиќ и ќе му кажете Бојане дојди спремаме емисија за Тоше, а тој без минута размислување се разбира дека ќе бидам таму со задоволство. Задоволство ми е да го поканам и да го поздравам. Бојан, повели. Добре ни дојде. Болјете наш. Так, како си Бојане? Добро е. Види, kad god moram da izvodim njegove pjesme, nekako Не е osjećam, така едноставно. imam grč neki, znaš, ono, nije sve jedno. Така. Реков дека беше гостин на неговиот последен концерт. Дали тоа беше последната комуникација со него? Posljednji put smo se tada vidjeli. A dogovarali smo se bili da se vidimo posle toga, kada se budu vratili iz Zagreba i sve ostale nekakve bitke koje su planirali zajedno da izvuku oni Ljilje. Posle toga, znaš šta je najgore, što sam se samo jedno jutro probudio i sjećam se, moj prijatelj Veljko me pozvao, jer ja se onako budim sa njim i kažem šta hoće, rekao ovaj šta je navalio na telefon i on kaže Bojane, on je mucao, ja se sjećam se dobro tog trenutka, kao upali televiziju i ispusti mi sušice, ja palim televiziju i čitam onako onaj krop dolje i prosto ne mogu da vjerujem, znači ja sam u tom trenutku ostao bez jednog velikog prijatelja, jednog velikog druga, velikog muzičara. Znate šta, ja sam izgubio oca i rekao sam ne može više ništa u životu da me pogodi. Ali njegova smrt me baš
nekako i danas kad izvodim te pjesme, Ja čuствуваш емоција. Shvatam u stvari da nisam baš toliko jak koliko mislim, a to je samo dokaz da ovo što danas se dešava, znači novac nije putanja, slava nije putanja, uspjeh nije putanja. Ona nit koja je njega i mene vezivala je bila čista muzika. Samo muzika i ništa drugo nije bilo potrebno za nas dvojicu. A pričat ćemo u toku emisije, znači imali smo jedan trenutak gdje on mene oduševio jako, ja sam, inače volim da idem na koncerte kolega. Nisam od onih sujetnih, ja strašno volim da učim svakog dana. I on je čuo da sam tu i prekinuo je koncert. I rekao je, među vama je moj prijatelj Bojan, ja neću da sviram dok se ne dovučevam. I došao sam, tako da postoji taj snimak negdje onako vrlo oskudan na YouTube-u, ali to je, ja sam rekao kao, to su neki koraci, naši početci zajednički, idemo, borba i tako dalje. Mislim da je tu sa nama sada da bi za pop muziku bilo mnogo lakše, mnogo bolje, mnogo više, ali tu smo mi zato. Тука си со твојата прва песна ја одбра Мајка на Марика. Мајка на Марика. Искрено да ја први пут сам чуo од каде он извео ту песму. Полно од нас истата приказна има. И многу има, волим треću строфу те песме одма да па се добро, оградим. ние мораме да почнеме со првата, ќе стасаме и до третата. Повели Бојана, завршуваш па седнуваш тука. Хвала puno. Оркестарот маестро Златко Миладиновски и Бојан Маровиќ. Бојане, повели седни си.
Пред малку Донка во најавата кога ти посакавме добре дојде, кажа за запознавањето на Тоше и стигнавме до моментот кога Тоше кажал дека ќе дојде и дојде. Потоа што се случи, вие бевте од 2:30 се направивте? Така. 30 доле девојчиња, сите го чекаме, Тоше пристигна, излезе од колата, со сите се поздрави и не бараше најс. Кај се вика тие двете? Викам, тука сме. Ајде, вика, сега ќе одиме, ќе се прошетаме едно кругче, вика, и ќе ве вратам. Ја замоливме уште една другарка да дојде со нас. Се качивме во кола, да ме праша и денес некој кај сум била и кај не возел, појма немам. Разговаравте во колата додека ве возеше, слушавте музика. Дали бевте збунети, па можеби само молчевте, тој се смееше како што знае да се смее секогаш кога му беше убаво? Ние само плачевме. Да? Цело време плачевме. И едно време, вика, Тоше, не бива вака, девојчиња, ве молам, вика, престанете со плачењето, вика. Чекај, ја сакам да ве запознам, кој сте, што сте. Под еден услов, вика, ако не запрете со плачењето, вика, повеќе, вика, нема да ме видите. И едно време, викаме, добро, готово, крај. После колку време запревте да плачете, Донка? После 10 минути. И откако што престанавте да плачете? Кажавме кој сме, што сме, колку го сакате, како колку го сакаме, дека од самиот почеток сме негови фанови, дека се знаеме за него, сите песни, го пратиме каде и да оди. И тој вика, вие сте од денеска моите две срцки. И цело време во нашето дружење, така не викаше, моите срцки. Откако што ве остави, кога се вративте дома, кога раскажувавте, ви веруваа ли? Да. Први сите некако зачудено, како бе Тоше, вака, каде го најдовте, па на семафор, па на пешач. Баш така, баш. Но поверува. Маријан, рече пред малку дека природата ви зборувала кога сте шетале во Крушево. Од колку години го познавате? Едноставно, кога ќе се повози човек со природата и да не сватат погрешно. Да не сватат, па рече што зборува Маријан. Да, баш. Маријан, од кога го знаеш ти Тоше, од која возраст? Сигурно сум дека не се сеќаваш на вашата прва средба, на вашето прво запознавање, затоа што сте биле премногу мали. Ми рече дека Крушево вообичаено градинка немало, баба и дедо биле тука за градинка. Така беше, да. Основно заедно одевте, како заедно во исти клас, не? Јас една година се запишав во средно машинобравар, па после се префрли во музичко. Не, усвари една година учев, па после се префрли во музичко, а тој една година порано беше и така се споивме некако. Бидејќи тој 2 години мислам, беше помало од мене. Соба број 11, Соба број 11 и 13. И 13. Беше наша. И мислам дека и 23 беше. Добро, дали во собата бевте двајцата или четворица или тројца, како беше? Ајде сети се. Вие бевте четворица другари, така? Да, бевне двајца бевне константно, понекогаш тројца бевне. Имаше еден дечко од Албанија, од тука македонец, мислам дека беше, како се викаше делот? Од Пустец? Да, од Пустец беше. И се сеќавам дека остана сам, немаше кај да седи. И ние од Петни жили, што се вика, молевне таму и воспитачи и све, да дојде со нас. Да си го земе? Да, и не веруваа стварно дека го зедовме ние. Кај нас да си седеше, беше добар дечко стварно. Тоа е едно така, како да кажам, имаше многу случувања во интернат и ја чувствував на она поддршката еден со друг. Еден за друг бевне, пошто нели во интернат е малку како помали бевне, тогаш прв пат излезени од дома и поддршката еден за друг, да, тука некој ако нешто. Се сеќавам дека одевне многу често на автобуската станица, бидејќи во Мирка Гинова интернатот кај што бевне сместени, беше позади автобуската станица и одевне често да ги гледаме автобусите што да за Крушево со носталгија. Бидејќи Битола беше многу голема оддалеченост беше од дома за нас тоа време. Да, прв пат одделен и така емотивно голема. Да, знаеше понекогаш така да се заплачиме и така бевне приврзани кон домот, кон прв пат излеговме, прв пат се соочувавме со живот, самиот збор живот кажува многу сегменти и
Тоа има и уште други многу полни. Ке зборуваме и за другите да ја слушнеме и Ралица пред малку рече дека нешто ве споило со тоа што ни самата не знае што, зборуваме од како што ни замина, затоа што не го знаеше претходно. Како Бугарија денеска го доживува тоа? Че може слободно да зборуваш во името на сите тие кои што ја слушаа неговата музика, знаеме колку беше таму исакан и почитуван, колку концерти правеше, снимања. Имаше добра приказ на тоа и во Бугарија. Да, ние сме многу фенови од Бугарија. Ние сме поне 10-15 момичета мога да изброја на момента, които всяка година, на всеки 25 јануари, на всеки 16 октомври ние сме там. Заедно. Во Крушево? Да, во Крушево, защото, както казахме во видеото, Тоше за нас е всичко това. Тоест за нас наистина е начин на живот. И малку и завиждам на нея, че го е виждала, и да ја вози и да ја пее. И да ја вози и да ја пее. Защото аз никога не съм го виждала, никога не съм наживо, не съм го виждала, не съм го познавала. Но сме родени с Тоше на една и съща дата. На 25 януари си ти само нели години Да, съм по-малка от него. И тази година за първи път, от много години искам да си празнувам рождения ден в Крушево. Тази година за първи път имах тази възможност и беше много емоционално за мене. Бяхме всичките фенове, беше уникално. Никога не съм нямала по-хубав рожден ден, по-хубави подаръци, по-хубава емоция. Пях в Планет, там където той е пял и никога не съм си представила, че това ще ми се случи, че майка му и татко му ще ми честитят рождения ден, че ще ме прегърнат, ще ме целунат. И да, Тоше за мен е начин на живот. Така, начин на живот. Дел од животот и на Бојан Маровиќ беше Тоше. Бојане, може ли да се сетиш кога ти прв пат него види и го запозна, туку кога прв пат слушна за Тоше? Затоа што тие Сунчане скале, тие настапи, тие фестивали, некако ви имаше заедно на тие сцени. Тоа кога се нешто ако погледа со стране, имали смо неки заеднички пут, знаеш. Он е, рецимо, појавија се годину дана прije мене на тим Сунчаним скалама, a onda sam se ja pojavio sljedeće godine. I jednom prilikom mi je rekao, kaže, ja obožavam tvoje pjesme, kao meni se to jako dopada. Zato sam mi rekao, nas je muzika spajala. Prosto smo takvi ljudi. Znaš, ništa nas u životu nije mnogo, narodski rečeno, palilo kao muzika. Znaš, kad bi čuli pjesmu, mi bismo zaustavili sve, saobraćaj, to bi se okrenulo da vidimo šta je to. I, međutim, mi smo imali jednom trenutku kako smo se u stvari nas dvojica upoznali, to je vrlo interesantno. Pjesma Čija si stigla je kod mene, recimo, ja sam imao jako veliku gripu neku, bio sam jako bolestan, nešto, ne znam nija. I tadašnji moj menadžer je uzeo pjesmu Čija si, donio je avionom, tada nije bilo, jeli ko sad odmah ti šibne mailom, stigne tamo, dođe vamo. Za 2 sekundi imaš sve. Ne, nego je bilo haos potpuni. Leontina je to pjevala na sekretarici, sjećam se, jednom kompozitoru iz Podgorice, a ipak za svaki slučaj je dala na kaseti, na kasetu jednu tu pjesmu kao demo snimak. Ja sam čuo tu pjesmu i rekao sam, ljudi, ova pjesma je rekao, super. Zakažete studiju, zakažete snimanje i krećemo za Beograd. Kaže, gdje ćeš ti bre s tom temperaturom, raspadaš se tu krevet. Rekao, ne brini, ozdravit ću ja do ujutru. Ja sam cijelu noć se preznojavao, čekao sam jutro samo da osvane, da sjednem na avion i da dođem za Beograd. I možda posle dan i po, ipak sam se pojavio. Došao sam u Beograd i stigla je poruka na telefon. Zadocni. Da, došla je poruka na telefon. Nisam mogla da vas čekam ili tako nešto, sad da parafraziram. Uglavnom, pjesmu sam dala Tošetu Preskom. Ovi su svi se unervozili, bili psovali kao zašto, kako, zbog čega, kako ona to, tako. Ja sam jedini bio miran. Ja sam jedini bio miran u cijeloj toj priči jer nije bilo žao. Stvarno mi nije bilo žao. Jer sam rekao, dobro bre ljudi, bit će pjesama, rekao na kraju kraja pjesma otišla kod nekog dobrog pevača. Voljelo bi me rekao da otišla, sad ne mogu da sjetim koga sam rekao, ali ja sam neku frljoku koja je tad se pojavila na sceni.
Rekao, ne, bolje rekao što je čovjek, rekao, neki dobar to uzeo. I imao sam snimanje u televiziji Politika, u tom trenutku dok je još postojala. I ispred, čini mi se sad kad zatvorim oči vidim tu sliku. On, sjećam se, imao neku majicu osječenih rukava, nešto tako, ne mogu se sjetiti sad tačno. I okrenuo se, i on je mene vidio i u tom trenutku zbunio se. Informacijata mu dojde u glava. Zbunio se, ovako stoji i kaže, mi smo zvezdi, mi treba da se podržavamo, mi treba da se držimo zajedno. Ja kažem, naravno, ja sam rekao Bojan. I on je meni se predstavio i od tada je naše neko prijateljstvo počelo. I sretali smo se kroz razne neke festivale, koncerte, prijeme, tamo ovamo. I možda jedan događaj je bio i presudan u cijeloj toj priči, a to je Ohrid. Da, tamo i ti gostuvaše i pobedi. Jest, i nas dvojica smo ljetovali skupa. Zajedno? Da, ljetovali. Samo maški ili? Bilo je to njegovo društvo iz Kruševa, koje sam ja prihvatio kao svoju braću. Znači, bukvalno cijelu ekipu. Sad su to već i oženjeni ljudi, i ostvareni ljudi, i mnogi me kritikuju kao kad ćeš ti, i tako to. Sad čekaš. Vjerujem da bi on isto to, ali ajde. I sad, mi smo tu svi bili. Baš dosta nas je bilo i sad smo igrali odbojku, igrali basket i tako dalje. I moram reći, bio jako prgav. Kad smo igrali 1 na 1, znao je da se lakta, znao je da se udara, da se bori. To je bilo onako, nije baš bio ono da te gladi. Ne, bilo je. I tad se ja prvi put zapjevao Tajno moja bez njegovog znanja, jer smo svi kao pjevali nešto i onda se ja otpjevao Tajno moja i čovjek je mene uzeo ovako za koljena moja i jednom rukom me podigao. Ko što vidite, nisam baš nešto lagan. Tako da, od tog trenutka to prijateljstvo se još više učvrstilo. Posle toga smo bili, koncert Cetinje je bilo, pa Zenica. Posle Zenice, da. Za site tije godini, za site tije... U Zenici smo se dogovorili u stvari za ovaj koncert u Skoplju. I iskreno da vam kažem, sutra kad bih umro, jedna od slika bi bila upravo ta. Pored svih slika u životu koje imam. Jedna od slika bi bila ta i moram vam reći da je to jedna od onih boli koju možete da nosite sa sobom i s kojim se nikad, ali nikad ne izborite do kraja. Ja sam vidio prizor od 60-70 hiljada ljudi kad sam pjevao u Poljsko cvijeće. Da, zajedno. Počna ti, proloži toš. Gdje, posthumno, to kad sam uradio. Posthumno. To sam vidio, tu scenu sad, dok toliko suza na jednom mjestu, to nije bilo, trika nije bilo da to možete da izgurate tek tako. Ja sam rekao da to mogu. I kad sam se okrenuo, sjećam se, mama moja i Nina Badrić su bili sa strane i mama mi je govorila ovako, se okrenem, ali ko za inat, mislim, ludi Crnogorac, naravno da ne može da posluša ništa i okreće se ovako. I kad sam vidio njega i mene zagrljeni, samo godinu dana prije toga na istom tom mjestu, tu je puklo. Tu je puklo u meni sve. Ja sam izgubio glas, potpuno. Ja sam se trudio iz petnih žila, čini mi se kao da sam cijeli stadion ovako vukao gore. Toliko sam bio i se izgubio, razumiješ? Ja kad sam sišao dolje, znači, ne možete shvatiti. Znači, te stepenice, tih 5-6 komada, koliko je bilo, ja sam isplakao, ja mislim, ono nebo cijelo. Имате ли комуникација уште ова како последно прашање до вас, фановите помеѓу сите држави?
дали имате, не знам, некакви ваши врски, сега постојат социјални медиуми, дали кога ќе дознаете нешто што можеби не се знае, што не е проверено, го проверувате меѓу себе, некоја фотографија која што не е објавена. Знаете, затоа што кога ќе се замине некој на се нешто ново, невидено, сите оние кои што го сакаат му се радуваат и тоа како. Постои ли таа комуникација во името на Тоше помеѓу вас? Да, при мене има такова нешто. Аз сум пријателка с многу фенове од Хрватска, од Србија, од Турција. Едно момиче наскоро се запознахме с неја, од Русија също има. И постојано си споделяме нови снимки, вълнуваме се покрај нови песни и така. И чакаме датата 16 или 25 за да бъдем заедно. Да се сретнете, да заминете во Крушево. Да си поплачем, да си погледаме с усмивка и така. Тоа е тоа. Рековте дека од почита кон Тоше го правите тоа, од почита кон Тоше и неговото дело. Денеска бевте во нашето студио. На вас двете ќе се заблагодарам. Ќе ви посакам среќен пат до Варна, бидејќи дојде за ова снимање специјално од Бугарија. И понатаму да го чувате она што беше Тоше и да го раскажувате, бидејќи само со раскажувањето на поколенијата пред нас ќе знаат кој беше и што направи не само за оваа земја, туку и многу далеку од границите на Македонија. Ви благодарам уште еднаш. Бојан и Маријан ни остануваат, продолжува разговорот, а емисијата ја продолжуваме со уште една песна од Тоше, донесена на нејзин начин. Ја слушаме Александра Јанева. Го сонам како икона, нежна, блиска, далечна. Моја прва платонска љубов чиста како солза. Сега кога пораснав, сватив што се ти. Те повика, ништо не сменето, шушка молика. Темно е, тајно моја во душа, светат фенери, се што имав заложив да ти пеам. Дали си уште сама, дали тагуваш, дали исто чувствуваш? Морам да ги дофатам сите вистини на светот, за да сепак откријам што ми значиш ти. Повика
знам што да кажам. Искрено после него, јас барем, еве ги тука си и музичарите, најсилното нешто интерпретирано, а тајно му е да се вика да не е Тоше. Честито, Александра. Ви благодарам на сите. Стварно е многу тешко, веројатно се забележува и на камера колку треперам. Еве рацете ми се тресат, секогаш кога ги изведувам неговите песни, емотивно се соживувам со неговата емоција, неговата енергија која што знаеше толку убаво да ја пренесе. И секогаш со задоволство ги пеам неговите песни и Тоше во цутот на неговата кариера, во цутот на неговата младост, јас имав само 11-12 години и всушност преку неговата музика јас станав влюбеник во македонската музика и беше не еден, туку најинспиративниот македонски пејач. Тој заради кој што почна твојата приказ. Александра, со Тоше не се познававте лично, меѓутоа делевте нешто заедничко. Тој во 2004-та, ти во оваа 2018-та, тоа беше евровизиската сцена. Треба да си страшно силен вокално за да се појавиш таму. Ќе зборуваме за ова, повели седни си. А во продолжение, најверојатно ќе остане микрофонот затоа што ќе треба за нашиот следен гостин. Да се поместам само да бидам добро осветлена, затоа што кога се зборува за Тоше треба да се стои. Има еден заеднички дует и не знам колку точни прегледи има на YouTube, бидејќи Тоше и тој, кој од кој подобар. Блазе езерото, што таму му се роди Наум. Блазе Наум што успеа да испее една песна со Тоше. А блазе публиката на 7 осмини, што Наум Петрески, почитувајќи го и Тоше, и сето она што тој го направи и го создаде, денеска го имаме како наш гостин. Ќе ги слушнеме и неговите спомени, ќе слушнеме и неговата песна. Се надвам дека и Наум е веќе подготвен и со еден аплауз да почекаме уште едно алтан, да пречекаме уште едно алтан македонско грло. Наум, повели. Живо. Поздрав и до тебе. Како си, Наум? Супер. Највозрасен од сите овде, твоите години поминати, дел од тие години додека Тоше ни беше тука. Колку имавте заеднички средби? Најверојатно на тие хуманитарни концерти на кои што настапуваше и ти сигурно многу сте се среќавале. Прв пат кога го слушна, еве ти си пеач над пеачите, ова сите го знаеме, не измислувам ниту фалам. Како ти го доживеа кога прв пат го слушна? Што кажа на тој што беше до тебе, на твоите најблиски? Каква беше твојата реакција? Прв пат кога го слушнав, одма реков, тоа е тоа. Кратко и јасно, тоа го чекавме со години да се роди. Одма ќе кажам, наследникот на Драган Мијалковски. А фала Богу и мислам дека и го надгради веќе. Тоа сигурно не го мислиш ти, туку еден куп други кои што имаат право да мислат врз основа на докази затоа што работеле на тоа мислење. Ќе зборуваме, Наум, со тебе, меѓутоа секако и песната од тебе. Одбравме да пееме една убава, една фестивалска песна, одпеана на Скопскиот фестивал, така, песна која што сме те слушнале како ја пееш и овој пат во живо. Оркестарот на Златко Миладиновски, овие наши златни музичари се тука за да ни донесеш на најдобар можен начин. Повели. Cela noć
mi budат spomeni. Dve nedeli razdeleni i osameni, zar nekoj može da ne razdeli? Među nas sobakneš, možeš da gi rastopiš. Srce sonuva i ke napravi, mosto tvoj te nežni pregradi. Moj te bakne žira, moj te veliko šuli, cela noć mi budat spomeni. Dve nedeli razdeleni i osameni, zar nekoj može da ne razdeli? Moj te bakne žina, moj te veliko šuli, cela noć mi budat spomeni. Dve nedeli razdeleni i osameni, zar nekoj može da te razdeli? Zar nekoj može da ne razdeli? Zar nekoj može da ne razdeli? Александра кажа пред малку дека инспирација за да почнеш ти со музика бил Тоше. Настапуваш многу често, затоа што народот сака добар пеач, а ти си повеќе од добар. Колку на тие настапи го бараат Тоше да го слушнат, колку ти го пееш самоиницијативно? 100% е само иницијативно, меѓутоа можам да кажам дека и публиката многу го бара Тоше. Секој кој што бил на мој настап знае дека речи си повеќе од 50% од мојот репертоар, да кажам, се песните на Тоше. Не случајно затоа што многу ги сакаат, секој се соживуваат со неговите љубовни стихови, да кажам, со неговата емоција. И ти кажам нешто што веројатно претходно не сум го кажала никогаш, а тоа е дека на мои 11-12 години, кога всушност дознав за тоа дека јас имам талент за пеење, кога пробував да пеам, тогаш имавме еден ритуал дома и секогаш кога ќе се најавеше дека ќе се емитува некој концерт на Тоше или дека ќе има некоја емисија со Тоше, секогаш сите дома фамилиарно се собиравме и го гледавме Тоше со внимание. Така што не пропуштавме ниту еден негов настап без да го проследиме сите дома заедно, и тоа ми беше еден омилен дел од денот, да кажем. Така, ја познавајќи го Тоше, да беше денеска меѓу нас и да те слушнеше како испеа Тајно моја, мислам дека ќе те гушнеше и ќе кажеше онака како што тој секогаш знаел да настапува искрено, без глумење, без театар, да ти каже дека се испеала фантастично песната. Допре до сите нас твојата интерпретација. Наум, допре и она интерпретација ти и Тоше, еден дует, една преубава. И тоа е интересна историја, да. Јас кој обично во Меанче, кој обично, и дојде екипата на Тоше, Лилја и уште некој, и каде, знаеш што, Тоше моментално во студио, во телевизија Телма, и на емисија сака да отпеете заедно. Викам, треба да се преслечам, велда, и... А не, вика, супер си, вика, вака спортски, како супер, вика, кожна јакна, фарберки, кошуля. Не, вика, менјај стил. Лилја во нејзин стил, нешто. Вака си, бре, супер, одлично ти стои. Добро. Директно во студио и така остана, чисто случајно, остана една легендарна снимка.
Дури сме се чуделе колку е гледано. Тоа е милиони гледаност, неверојатно. И многу добар спомен со Тоше, баш онака, ја отпеавме, ќе речиш немаше вака голем оркестар, сајзерче, ама не ни требало ни ништо друго. Ни требаше таа аура што ја направивме заедничка позитивност. И она беше интересно, на крај да ми живееш 100 години, ја заедно, меѓутоа е патиштата. Кај отида, жално. Јас да ја пеам за неа. Јас да ја пеам за големиот прак на светска слава, баш тоа да се случи на детето што би рекол најдобро пееше во Македонија. Маријан, пред малку, пред да влеземе во студио, така те распрашував љубопитно да разберам пред сите за вашите спомени. Битола не била секогаш гостопримлива за вас двајцата, не цела Битола, него имало одредени фраери, на кои што редовно сте им пречеле. Зошто? Тоше тогаш излезе со, не знам баш која песна беше, не ми текнува. И буквално веќе стана многу доста популарен. И може би најдуваја начин или рачка, што се вика, народски. Забити да искршат? Да, ете така. Да, и некоја девојче ако чепнеме така. Кој си ти, од кај си, чекај, шо, како. Сега ќе видиш. Така имавме редовни напади, али се држевме цврсто и успеавме. Инаку Битола е многу гостопримлив град. Ги поздравувам сите битолчани, многу ги сакам, постојано сум во Битола. Али тогаш такви беа, може би времињата беа такви. Не, дека и денеска не постојат тие работи. Меѓутоа, знаеш, се прашувам која била причината. Најверојатно лично тијата што си имате. И претходно беше, ама тогаш веќе почна да расти таа некоја си тензија. Сте се доволни некојаш во ситуација? Имало случаеви да не можеме и од музичко да излеземе надвор. Имало. Од гужво девојчиња или од машки? Не, така од некој си така. Види, ова е сега ја што го кажувам дел од како анегдоти, детски работи, значи детски работи, да, се да не сватат погрешно. Така да имало повеќе случаеви или пример ако сме чепнале некои девојки кои што некој ги сакал, а тие не знаат дека некој ги сакал. Имавме така љубовна општа туча. Се тепавте, Марија? Не, избегававме, значи избегававме, цело време избегававме и стварно останавме чисти. Уметнички души. Да, уметнички души не сме ние по тие работи. Ние бевне по смеење, по пеење и имаше доста анегдоти со бидовне да сакам да видиме некои девојки таму во тука беше до интернатот медицинското училиште. И имавме еден цимер. Све вам лоше, да. Све вам лоше. Да, лоше. И учеше ветерина и ни најде по еден мантил бел. Ајде ќе одиме сега. Демек нешто ќе проверуваме со прашок нешто ќе. Колку да влезете? Да, влеземе внатре па не бркае тоа. Циркус беше, мислам не се опишува со зборови. Имавме исто така и многу убаво искуство. Бевме избрани од како што ни кажуваја таму, од цела Европа бевме избрани ние да го пееме на Миротворец, Оскаровец филм со. И да го пееме делот кај што е
црковен дел. Пеевме со нашиот своевремено Пеце Митревски, прекрасен човек, најголем уметник. Тој не спремаше, исто пеевне така. Исто учествуваше Игор Дудловски во тој филм Миротворец. И ни беше се чудно, наједнаш некако, знаеш, снимаш за Холивуд. Беше интересно, чудно и самото случување дека сме ние дел, не знам колку секунди сме баш точно, во филмот дека сме со светски звезди, и дека ја пееме музиката, од време на време се појавува црковната музика, ни беше така, ни даде некој нагон, некоја волја, некоја... Подруго е. Да. И да однесе со јака кола дома и ние беше кефови, Најубавото се каја учеството во филмот со кола веднаш. И капата настрана, да. Деца бевме јаки фраери, да. И так, убави спомени, али верувајте колку и да звучи, можеби вака сега од ова гледна точка, тоаш беше навистина, не можам чувството да го опишам така. Таа беа чувства и сосема е поинаку. Не може да се долови. Нема ништо друго. Да, моментот не може. Моментите не може да се доволат, да се доловат, да, али можеби сега штуро вака звучат, али сакав на кратко. Не звучат штуро, многу убаво те разбравме и затоа што си ги раскажа онака чисто како што се случиле. Па да, баш да и природно. Бојане, и ти пред малку спомна нешто додека ги слушавме твоите колеги како пеат. Некои слики кои што ти се вртат во главата, некои одлуки на Тоше, нешто на кое што се чудиш. Sad dok je Mare pričao nešto ovdje, Извини, дуго сум пришел. Neka. Dobro je, nije vam loše, bila medicinska škola, pored, baš mi vas je žao, bilo, super. A trebalo si... Kako mene nije zapala medicinska, mene mašinska zapala. Tamo žensko nije ušlo u životu. Sjetio sam se jedne stvari, Ljilja je jednom prilikom rekla kako nas dvojica smo užasni po pitanju hrane. Kako kad ne bi kontrolisala, nas dvojica bi došli ko bačve. To je njena rečenica bila. I ja sam ovako stao, rekao sam kao, ti mene mrziš. Znači, meni možda kažeš šta god hoćeš u životu, ali nemoj frižider da mi zaključavaš, to je katastrofa, razumiješ? Ti si moj neprijatelj, najgori. Fatalna greška. Međutim, kako godine idu, Boga mi mora i to se zaključava. I sad u jednom trenutku došli smo bili i sad smo bili bungalov pored bungalova ovako. I on na terasi, ovako digao noge na terasi i kaže, a šta radiš ti tamo sam? Prvo ti kažem, ubiću se, rekao, ovdje od osade, rekao, znaš, onako. Pa aj preskoči, kaže, kod mene, rekao, pa nisi ja Sergej, rekao, bubka čoveče da preskačem ograde, ono dolje provalio neka. Ja izađem, uspijem da utrčem kod njega, zato što Ljilja patrolira ovako, kao one, znaš, ono, general, ovako, ide i gleda, znaš, da li su spavone čiste, znaš, ono, i kaže o meni, znaš Tamaru moju? Rekao, šta je? Ja sam ti gladan. Rekao, ja sam uvijek gladan ako ti je lakše, rekao. Pa rekao, šta ćemo? A ništa, kao, nemamo šta da jedemo, kao. Ali ja bi za jedan burek sad bio spreman, ne znam ja šta da uradim, čoveče. I sjeća se, bio Steruli tu. I Steruli meni, ja kažem, Steruli, ima neko auto, rekao ovdje. Kaže, ima, mislim da se drug zove Dragan koji nam je dao auto. Neće mi zameriti ako se pogrešio ima. I naravno, jeli, zašto budalaština mora da nekog drugog sačeka, pusti mene, mislim, ja ću to sve sam, nije to problem nikakav, znaš, ono. Ja uzimam kola, preskačem ogradu od tog kompleksa, čoveče, ko da sam ukro cijeli kompleks, tako sam se ponašao. Aj što sam preskočio igram, što sam pao neko šiblje, ubio sam se ko zvečka, znači nije mi dobro bilo. Ама не губиш апетит ако ти се случува сето тоа. Лудо бре, за jedan burek, to treba se bre orobi Makedonija cijela. Ne bi mi bilo žao do Kruševa pješke dodam. I sad kako sam imao neki šorc, ja sam uletio neko šiblje,
cijeli sam se nagrdio, iskrvario sam se ko da sam bio kod tigra u kavez, čoveče. I ulazim, sjećam se, bio onaj mali Ford Ka, žabica, ona žuta je bila. Ulazimo unutra i sad bio je taj njegov drugar sa mnom. I kaže, Bojan, da te prašavam nešto? Rekao, ništa, rekao, ne pitaj, ćuti, rekao, idemo, rekao, kupimo burek. Ništa ne je bitno. I sad, naravno, da bi što prije došli, jer nećemo da Ljilja primijeti odsustvo, jel? Pravac Džada, Ohrid je bio pitanje. Znači, Džada vozim kao sumanut. Koliko može Ford Ka da ide, toliko sam išao. Kupili smo, naravno, burek. Policiju nismo ni primijetili, koja je uredno zaustavila, vidjela neke budale koje su prošle. Okrenuli smo se polukružno na mjesto gdje ne može se okreneš polukružno. Bili smo također nazad. I u jednom trenutku lakat krvina. Znači, ja ne znam kako sam ja uspio auto da malo ispravim, da prođem ovako. I meni kaže on, je, pa kako voziš ovo? Rekao, ja nemam ni vozačku, rekao, čovječe. Kaže, molim, rekao, nemam ni vozačku, rekao, ja nisam polagao vozački. Kaže on, nisi polagao vozački? Nije ludilo, rekao. Pa kaže, pa kako si da voziš? Rekao, pa burek je u pitanju, čovječe. Samo mi rekao, dvoj jogurta, rekao, nemoj da mi se bude mlaki jogurt, rekao, ne mogu da jedem to. Upravo je Mare bio, kada rekao, teško možeš da njega opišeš, znaš, obično ono čovjeka možda kažeš ono nasmijan, ovakav, onakav. On je bio jedan onako od trenutka do trenutka, znaš, on je ono reagovao je čistom emocijom, znači ono kako ga odnese. Kako mu donese moment. Kako ga odnese i to je to, znaš, ono, i to ti je, ti obično ljudi najviše stradaju u životu, znaš, ono, jer to je ta čista emocija, ti se daješ i srcem i dušom na sve u životu. I jedino što možeš da radiš u životu je nešto čime se baviš, a to je umjetnost. Sve ostalo, budeš ekonomista, ti ćeš ostati gladan, zato što ćeš ti brojke da sklapaš prema srcu. A to je plus minus, tu nema emocija, tako da... Во продолжение, пред малку слушнавме една порака која што ни дојде од Бугарија. Следната порака ни доаѓа од Србија. Тоа се Граци, нивниот уметнички раководител Сузана Петровиќ, и во продолжение да слушнеме што ти имаат да ни порачаат за оваа емисија, за нашата публика и за нашиот Тодор Проевски. Veliki pozdrav iz Srbije, veliki pozdrav od etno grupe Gracija iz Niša. Toše Proevski je svakako najbolji pevač svih vremena. Toše Proevski, angel naš, angel si ti, mnogo nedostaje. Volim sve njegove pesme i posebno narodne tradicionalne pesme u njegovom izvođenju. U to ime šaljemo vam veliki pozdrav od etno grupe Gracije sa pesmom Jano Mori. Puno vas volimo, veliki poljubac od svih nas. Слушнавме пораката од Србија. Србија е една од станиците на маратонците, кои што една година по загинувањето на Тоше, во чест и спомен на неговото последно патување, го прават тоа истото. Тргнуваат од тука до Нова Градишка, од Нова Градишка, Скопје, до неговото родно Крушево, до неговото вечно почивалиште. Пред да заминат маратонците повторно на своето патување, ги имаме во нашето студио. До мене е Фидан, Наум и Саша. Добре ни дојдовте. Фидан, ти не си од почетоците е Наум и затоа него ќе му го поставам првото прашање. Не си само маратонец, туку некој кој што лично го познаваше Тоше и кој што и денес ги преживува емоциите кога се зборува за Тоше секогаш, Наум. Не може да биде поинаку додека си и ти жив. Чест, задоволство и обврска голема да се испочитува, иако не е секогаш лесен патот. Да. Значи, јас сум од самиот почеток во организацијата на ултрамаратонот во чест на Тоше, од Нова Градишка до Крушево. Оваја година по 12-ти пат
12 спортисти од Македонија ќе заминеме за Нова Градишка и ќе трчаме последната маршрута по која што Тоше се движеше, но ние во обратен правец од Нова Градишка за Крушево. Така, ова што овде го гледаме е само дел од луѓето и од знаените и од незнаените кои што ви го даваат како поддршка нивна. Ова е нешто што го имате добиено минатата година. Фидан беше ти минатата година, така? Да. Значи моје трето учество беше ланската година. Оваа година трчам по 4-ти пат. Се издржува ли? Па се издржува со мислата, со силна волја. Се издржува. Напорно, имате ли некои подготовки пред да заминете или доволно е самата информација, самото сознание дека тоа го правите за Тоше и може би е до некаде полесно? Апсолутно, јас сум активен спортист, значи се занимавам со тенис, исто така рекреативно си трчам, студент на факултетот за физичко образование, спорт и здравје, така да сум активен, значи целодневно. Имаш добар тренинг за да го издржиш сето тоа? Имам тренинг и апсолутно и менталната подготвеност е многу битна за ваков маратон. Овде имаш еден препознатив лик на баскетот кој што исто за жал многу млад си замина, Дражан Петровиќ. Овој баскет е подарок од спомен куќата на Дражан Петровиќ во Загреб. Неговата мајка ви го даде овој баскет, ве пречека, така? И оваа книга? Лилјана ни ја даде, да. Добро. Книгата. Кажи ми кога сте на тие траста кога треба да ја поминете. Што е потешко? Ајде Саша да му го поставам прашањето, вака малку само да се свртам обратно за да го видиме и Саша. Дали е по-тешко поаѓањето или пристигнувањето и еве некоја ситуација каде што навистина сте морале да продолжите, временски услови секакви, не се возите, туку трчате, да го потенцираме тоа. Па така, еве ја ќе споменам, оваа година сум трет пат ќе учествувам, значи пред 2 години имавме услов да стигнеме точно на време, меѓутоа имавме поради нели икс познати и непознати причини на граница и понатаму нели малце доцневме едно сат време од прилика и наумни нели, вика сугестија една, знам дека сте изморени, дајте максимум од вас. И навистина сите дававме максимум за да го надокнадиме времето, меѓутоа заморот си го прави своето. Оти се трча 2 ноќи и 3 дена, така доаѓа. И заморот на крај стварно се акумулира и многу е тешко. Не е едноставно. Меѓутоа малце психа, малце ќе се потсетиме зашто го правиме, за кого го правиме и тоа е потик понатаму, нели? И така. Да, тешко, али полесно одат во секој случај. Имате мајците, овие мајци се од сите овие изминати години. Кажи ми, наум, бидејќи ти си од почетокот на овој маратон, како што поминува времето, тие луѓе кои што ве сретнуваат, ви ја даваат ли истата поддршка? Дали ги има толку многу како на почетокот? Како е тоа сега, како беше порано? Да, значи, посебно во Република Хрватска и во Република Македонија, фановите на Тоше, значи љубителите на неговата музика доаѓаат, не поддржуваат и секако ни испраќаат подароци кои што ние сите учесници ги оставаме на гумење на гробното место на Тоше. Така, имаме видено многу фотографии, многу пораки кои што се испратени од фановите од цел Балкан, од целата бивша Југославија. Овие признанија, овие гитари кои што ги држам јас се признанија од фондацијата Тоше Проески, еден вид на благодарност за она што вие го работите. Што е ова што ти го имаш? Исто ова е плакетата која што меѓународната фондација Тоше Проески ја додели ланската година 2018. Добро, ова кај Саша? Ова е исто една плакета, ова е исто од меѓународна фондација Тоше Проески, ама ова мислам дека е значи ова е статуетката која што се доделува во знак на најголема благодарност. Уште вакви статуетки, ки има уште вакви години. Јас знам дека ве пречекуваат многу фанови, меѓутоа овде би сакала да го поздравам Стероли во Крушево, кој што секогаш се организира, ве пречекува тој дочек да биде онака како што заслужувате, како што заслужува Тоше. Ви благодарам многу, Господ со вас на патот кој што ве очекува. На 12 поаѓате, на 16 веќе треба да сте горе на гумење. Издржете, имате зошто, имате и за кого. Ви благодарам уште еднаш за учеството и среќен ви пат. Повеле.
Сеќавањето и спомените, сигурна сум дека еден куп македонци и луѓе кои што живеат овде во Македонија ги имаат и оние знајните и оние незнајните. Меѓутоа музичарите најмногу ги имаат спомените, бидејќи тоше не постои некој со кој што не се работуваше, со кој што не снимеа, не се дружеа. Го фати во вака подрака маестро Златко Миладиновски. Пред малку го слушнавме Маријан Стојановски како се сеќаваше за нивните денови во домот Мирка Гинева во Битола. Еден од жителите на тој дом, иако 3 години помал, беше и нашиот маестро. Злате, ајде нешто најсилно што ти оставило впечаток, кога се договаравме, ми спомна Анита музика и само за музика со Тоше се зборуваше. Па прво не беше Тоше, прво беа Тоше и Маријан, тие беа неразделни во мојот прв печаток. И оно што е интересно и оно што го научив од него и од нив, дека не им пречеше никогаш народна музика да слушаме, да коментираме до безвес, бидејќи бевме соба до соба. И од нив можев да сватам дека секоја кариера е надградба на некој темел, а тој темел може да биде само својата мајчина музика. И така натаму се е друго, да. Навистина премногу ми се свиѓа мајчина музика, кога сме кај мајчината музика. Да го поздравам човекот кој што е роден со кавал, јас така би рекла, нашиот голем Стефче Стојковски. Стефче, твојот кавал го има и во Тајно моја. Песна која што секогаш буди силни емоции. Како ти од денешна гледна точка, кога ја слушаш таа снимка, го доживуваш тоа снимање, тие ваши настапи, тие заеднички средби? Има многу средби и многу што да се каже, но најнапред сакам да ја поврзам Тајна моја со дружбата на поширокото семејство на Тоше, како и моето семејство, бидејќи татко ми беше доктор, а членовите од семејството на Тоше, нели поширокиот дел, биле негови пациенти, така да не случајно се случува и нашите средби. И морам да ви кажам дека јас и имам се уште пријатели во Крушево, многу пријатели, и најчесто одев во домот на Чичко Мирко и на тетка Сонја. Така да кога одев во Крушево, очекував и да го видам Тоше. Сега Тајно моја излезе на некој начин сосема случајно на позив на Кире Костов, кој што е композитор на таа снимка. Јас како вработен нели во Македонската радиотелевизија, само ме замоли, тоа беше многу случајно и многу брзо таа Тајно моја излезе. Се снимаше навечер, касно, и ми се јавија, доаѓај брзо, ни треба кавал. Ниту знаев што ќе свирам, ниту знаев што треба да свирам. Го земав кавалот и Кире кажа, одсвири ти што чувствуваш. И точно така и се случи тоа што го почувствував, тоа и го одсвирив, така да дадов еден мој придонес во таа песна, да таа песна освои потоа меѓународни награди, признанија, и навистина сум почестен што бев дел од тој тим кој што ја работеше таа песна, која што песна навистина предизвикува емоции кога се слуша, како кај мене, така и кај останатите кои што ќе ја слушнат таа песна. Кавалот нема да го оставиме, бидејќи тој ќе ни треба за да го слушнеме како звучи, додека Бојан Маровиќ ни ја пее Полско цвеќе. Бојан, пове. Како птице мајке слетат во влюбените, плазе им, а ние каде сме? Како срце Божур цветат во моето си, и најмила и проклета ти. Полско цвеќе, млад нека ме покрие, душа
изгаснат очиве, ако врсте не су послани, туѓи пак не живи. Полско цвеќе, нека ме покрие, душа нек ми љубет одлаци, кад мене ќеш ти. Камо среќа да ми изгаснат очиве, ако врсте не се послани, туѓи пак не живи. Да се законам, како крвта да ја прегасам. Женски сози небо гледат, но ке запишем само машки када заплаче. Kad me nekeš ti, kamo sreća da mi izgasnat očive, ako vrste ne se poslani, tuđi pak ne не сум имал многу да ти дам, никогаш, само љубов како дете искрена, но не ти беше доволна. Туѓа си, веќе немам право да те имам, туѓа си, колку години те чекав преку пат, за да те сретам некогаш. Срекна ли си ти сега кога носиш злато или не срекна, што на моje туги дланки танки треперат, тоа срце кому припаѓа. Срекна ли си ти далеку од мене, мила, или спомени гребат како груба свила, дали најде мир таму кај што од мене се скри. Пред мене кој добро ми те донесе на мојот праг, кога пројдов километри совсем сам, но веќе сам не спија. Срекна ли си ти сега кога носиш злато или не срекна, што на моје место туги тлаки треперат, тоа
срце кому припаѓа. Срекна ли си ти далеку од мене, мила, и спомени требат како груба свила, дали најде мир таму кај што од мене се скри. Ебе, јас те знам многу одамна, како никој друг на светот, и да сум посакал друга ни една. Срекна ли си ти сега кога носиш злато и не срекна, што на моje место туги дланки трепера, тоа срце кому припаѓа. Срекна ли си ти далеку од мене, мила, и спомени гребат како груба свила, дали најде ми таму кај што од мене се скри. Од сите овие безброј песни кои што Тоше ги има испеано, Александра, што ти не најдобро можеш да ни го донесеш, него најмногу го чувствуваш, се наоѓаш во некој стих, во некоја строфа себес? Или едноставно која песна најмногу си ја сакаш? Ги има повеќе, но еве ќе издвојам Место на злосторот, затоа што таа песна имам една посебно милена изведба, каде Тоше е облечен во оној добро запаметен негов аутфит, цело бело. И морам да кажам дека покрај тоа што беше најдобриот наш пејач, беше вистински фраер, лепотан и немаше девојче кој не беше заљубено во него. Така што секогаш се навраќам на таа изведба и ја гледам таа изведба и имам простудирано од првата до последната секунда, знам кога се смее, кога бара светло од публика. Така што таа Место на злосторот најмногу сакам да ја пеам. Наум, дали некогаш си бил на некој концерт на Тоше? Како не сум и со децата и секој пат. Така. Кој е концертот кој што тебе лично ти оставил најголем впечаток? Или ете така кај што ти најубаво си поминал? Па најубаво сум поминал со Тошката, баш една случајна средба беше во Охрид. Тогаш само што ја отпеа твоите бакнежи на моите бели кошули, јас пеев во Света Софија во ресторанчето. И го гледам детево, застанува, чека некого пред Света Софија. И јас на колеги викам, ајде, почвите ја песма по-охридски. Твоите бакнежи и Тоше се врати. Кој е сега? Јас излегувам со далинскиот микрофон на врата и му правам леле, дојде, ајде сега сокче, тој си пиеше нон-стоп сокче од портокал. Ние пиевме сокче од портокал со водка во тоа време. Малку поразлично. Меѓутоа си поминавме таа вечер прекрасно. Ево, тоа ми беше најубав спомен заедно со Тошката. Иначе од концертите сите му беа совршени без премиса. Немаше такви концерти овде. Мислам, ниједен македонски пејач немаше да направи такви успешни концерти. Маријан, ти од сите нас овдека најдобро го познаваше и најголем дел од својот живот подели или убаво го потроши со него. Сите кога зборуваме за Тоше, покрај сите оние карактеристики и вредности кои што ги имаше, ја издвојуваме таа негова харизма. Во една прилика Тоше има кажано дека харизмата е нешто што не можете да го изглумите, туку едноставно кога ја пееш песната, мора да го убедиш пејачот, дека публиката мораш да убедиш дека тоа е така. Колку тој беше свесен за таа своја харизма, сигурно сте разговарале. Може би на почетокот што треба да направам според тебе, си го советувал, може би некогаш и си го критикувал. Колку беше расположен или колку сакаше да прими совет или критика? Еве, чисто тргнувајќи од најдобар другар. Значи, Тоше првенствено беше човек, многу добро дете, воспитано, домашно воспитано дете. И примаше критика, ма не ја примаше негативно, него позитивно.
немаше да ти се налути, слободно што и да му кажеш. Мада ретко правеше грешки. Мислам, поготово пењето, нели, без грешка, него... Општо зборуваме. Општо вака, да, општо вака кој ќе направише, знаеш, ќе ми речеше, знаеш, вика, да не се понашам, бе, вика, знаеш, нешто јас, да не ме сватат погрешно, вика. Знаеш, тој, пример, во таков филм во моментот, или нешто му се случило, или не љубовно поле, или не е битно како, вика, да не ме сватат погрешно, пошто тој беше многу популарен и некоја најмала грешка, може би не е ни грешка, можеше да одекне како негатива, разбираш, или позитива, бидејќи знаете како е, знаеш, сите сакаја одвај, пример, има луѓе секогаш што одвај чекаат да сгрешиш нешто и да... Да. Одма да ти го... така, да. Злонамерници. Да, злонамерници, бидејќи сме сирчиски народ, и за сите, освен за самите себе си, и така. И инаку примаше, значи, и критика, поготово критика, и беше благодарен пример, и тој сам кој ќе сватеше дека стварно таа... Нешто и ќе свати дека тоа на стварно е така, да. Бојане, колку Тоше знаеше својата емоција, љубовта кон некоја жена што ја чувствува, да ти ја раскаже? Да ти каже само на кратко, Бојане, ми се случува тоа и тоа, или го немаше тој момент? Па види, ми смо... Tu smo bili negdje s godinama. Da, ti 84. on 81. Jest. I tim godinama šta smo mogli drugo pričamo, se o muzici, o ženama, mislim, znaš. S obzirom da sam ja rekao kao izgovorio rečenicu tada, ja mislim, prvi put. Ako se u paklu gori zbog žena, ja sam gotov, mislim. Ja znam, nema šta da brinem, znam gdje idem, mislim, to nema šta. Što meni su žene inspiracije, zaista. Svim pjesmama koje pišem, mislim, pjevamo ljubavi, pjevamo njima. Ja slušam kako dišu, slušam šta pričaju, slušam sve, znaš, umjetnost je svuda. Umjetnost je svuda, samo treba da naučiš da slušaš okolinu. Svakog dana ćeš nešto novo da vidiš i novo da naučiš, znaš. Jednom prilikom pričali bili o tome kao, ja sam mu pričao kako sam završio u jednu kafanu, jer sam ključ od kuće izgubio, pa sam kod svog prijatelja Saška Nikolića, koji je sad producent i Marije Šerifović i tako dalje, i tako dalje. Inače smo školski drugari na akademiji bili i otišao sam, njegov kum je dobio neke blizance, pa sam bio došao u tu neku kafanu i shvatio sam da moja akademska diploma ne vredi ništa. Kad sam vidio kako neki ljudi sviraju koji su se uhvatili tako instrumenta i koji su naučili da sviraju na 1, 2, 3 sve, shvatio sam da ja pojma nemam. I onda je on meni rekao tom prilikom, kaže, znaš ti šta, ja sam, baš je Bitulu pominjao da je bio tamo i da, ne znam, sreo neke klince koji sviraju u Zurlu i da je to bilo nevjerovatno za njega, da on nije mogao da se makne, da ovo, da... Mislim, 1000 nekih situacija. Znaš, mi šta smo drugo mogli pričati sve o muzici i o ženama, znaš, mi smo tim, to su ti hormoni, znaš. To sam mislio kao što bi bilo najbolje. Pa to ti to, hormoni te tuku sa svih strana, čini ti se, letiš, Da, dobro, ама знаеше да, мислам, сепак знаеше некои сваќања, нели, од воспитувањето, од детството, сепак беше сериозен за некои теми што се клучни. Ali čini mi se da je bio zaljubljive prirode, znaš, to ti je, to ste nekako, to smo svi mi koji smo 100% emotivni u svemu što radi, znaš. Ja ne znam, mislim da na svakom svom koncertu ja se dobro isplačem, kažu ljudi, vidi ovoga. Znaš, ja sam i pisao, kunevam se, ali prosto kad vidiš da pjevaju tvoju pjesmu, razumiješ, ja sam tog trenutka čini mi se kao džin nekakav, razumiješ? A opet znam da kad izađem sa te bine, ja kad odem u svoju sobu, kad se svetlo ugase, ja imam isti taj problem, a to je moja samoća. Znaš, kao sam sam, znaš. I znam koliko sve to košta i znam da je i on pričao mnogo puta o tome. Ali to je ono što je tako kako je. U životu te nekad treba i da te sudbina pogleda malo da bi mogao da prođeš bolje u životu, bolje nego što je on prošao. Znaš, ja kažem,
suze njegovih roditelja, ja nisam bio na sahrani, znaš. Ne mogu da budem na to. Nisam mogao da odem zato što ja sam svog oca sahranio, tada sam rekao ni na jednu sahranu više neću da idem. Nakon, ne znam koliko je, 40 dana mislim da je bilo, ja sam otišao, nisam se nikom javio, otišao sam da ispoštujem svog druga, kojeg nisam više vidio. Значи, vidio sam ga na sceni, to je to. Така, сите ние го почитуваме баш со тие сеќавања, со таа приказна која што треба да трае вие со песните. И следна песна ни ја донесува Александра, повторно по твој избор. Предпоставувам дека исто толку силно ја сакаш како место на злосторот и исто така добро ќе ни ја донесеш како пред малку што те слушнавме со тајна моја. Повели, Александра. Mesto do mojo son, me veli žela teška je to, a deno deni vratko dom i vesele ne čuvamo, a tvoje horizon, moj son, me veli žela teška je to. Маријан, се некако прашањата најмногу на тебе, затоа што некако најмногу ги имаш тие сеќавања или се присутни во тебе, како сега да ги доживуваш, како да ги преживуваш. Кога последен пат ти го виде тоа? Последен пат беше ден и пол пред Кобниот ден. Јас со Веспата нешто низ Крушево се возесте во време. И 3 месеци бевме во Крушево заедно. Се гледавме, ама
Тој беше со джипот, тогаш мислам дека црниот джип го зеде, тој рек. Дојди, вика, паркирај се тука, вика, да те видам. Мислам, 3 месеци се гледавме, разбираш, ти кажам и све. И добро, ме гушка, муабети, вика, не забораве од кај си, шо си, вика, знаеш, некои пораки како, искрено да ви кажам, како, секој си го враќам филмот, значи, како да знаеше, како да чувствуваше, како да, не знам. И мислам дека 4 сати седевме на улица, на среде улица, ама чекај уште ова да те прашам, чекај да ти кажам уште ова, чекај. Добро да му викам, и утре ќе се видиме, и задутре викам, шо се, ама ќе одам, знаеш, Хрватска вам таму. И добро да ќе се вратиш, викам, за 3 дена. Ама не, чекај, чекај да те гушнам уште еднаш. Шо ти е, му викам, нешто? Вечер да си посебен, му викам, нешто, не знам. Абе, чекај уште еднаш да те гушнам, слушај, не заборавај од кој сме, од кај дојдовне, шо пропативне, како растевне, шо поминавне, никогаш. И некако ми беше чудно цела вечер, знаеш, мисля, викам, човеко, викам, знаеш, некако, како, ми дојде шубе малку. Се ми вика, знаеш, не заборавај шо сме биле, кај сме биле, шо сме биле, вика, секоја сети се, вика, знаеш, на нас. Никој муабети не поврзани. Значи, како да пречувствуваш. Да ме гушка, да ме... И добро, 20 одделивме вечерта. Тоа беше едно 20 метри пред неговата куќа и... Чао, чао. Колку беше ден и пол тогаш и... До кобниот ден, кој што не сакам да се сеќавам, многу страшно го доживеав. И со сета почит кон тебе, дојдов во емисија да кажувам за тоа, што искрено ви кажам, пошто тоа може би малку го знаат, може би многу малце знаат дека сме биле ние заедно, сме растеле сме. Сакам да кажам дека ја не сакам поен на туѓа несреќа, воопшто, а поготово на мој другар, што ми бил. После тоа имаше многу пријатели, многу другари, многу верни пријатели, сите тие работи. Ама другари од детството и од мали сме биле само тројца. И останавте без оглед кој каде е денес? Без разлика кој каде е денеска, како се сменија работите, како пораснаа врските негови, како поред се гледавне, али знаеше наеднаш да се јави во 12 во 1 сат од навечер, ај ќе се возиме низ Скопје, ај ќе се возиме, ајде дома, ќе правиме песна. Има една песна која што никогаш не излезе, што е правевме јас, Тоше и Мартин Вучич. И никогаш не излезе, нали, за жал. Ја правевме за мене. Направена е, постои како запис, нотен, може би е текст. некаде во компјутерот негов. Ја правевме, бевме многу среќни, како сега се сеќавам. Со вечери седевме, ја правевме, чекав дека овде луп, онај луп, овде вака да биде, овде онака да биде. Аранжмански тројцата ја правевме, наку моја беше песната. И никогаш не излезе за жал. Немаш ништо запамтено малку, дека како велат музичарите, малку само нешто ако им дојде, Знам да дека може беше... да продолжи песна. Да, знам дека Не сакам беше... да кажам, знаеш како, секогаш се надеваш и секогаш си викаш зошто да не е еден ден, од никаде. Сепак Да, кога постои како текстот не беше мој, на Ана од Белград, од Србинка, бег вокал. Само да ми текне момент. Само још вечерас, баш ću ti pred noge zaboraviti Bog, kao da ne postoji. Samo još večeras imam pravo da gubim, al već od sutra takvo nešto ne postoji. I posle, сам против себе кога одиш, љубиш некој, а знаеш дека не можеш да бидеш заедно, pokazat ću zube samog sebi i ostaću polako da umirem u tebi. Posle
Ете така се поработи малку затоа што ова нешто што навистина вреди да живее. Тешко се сетив, ама ете така малце еден дел имаше многу прелази, знам аранжмански беше многу јака. Чим тројцата сте работеле на многу јака да замислиме што сте направили. Да, али ете за жал. И тоа е тоа. Наум, следната песна ќе ни ја донесеш ти, песна која што од се она што испеа Тоше, јас сум сигурна дека има најмногу прегледи. Една стара, најмакедонска на светот. И легендарна. Една песна која што ја знае секој кој што не е роден овде, кој што песна, поминал, кој што слушнал за оваа земја. Една најмакедонска Зајди, зајди. Песна на дедо Ацо Сариевски. Така, повелено. Zaidi, zaidi, jasno sonce. Zaidi, pomrači se. Jasna mesečino Crni Goro, crni sestro, dvajca da crni me, ti tvojte lisjale goro, ja se za mojta mlado.
Пак ке ти се вратат мојта младост гороле сестро нема да се Имаме уште многу за што да зборуваме, особено Маријан. Се во време Сите се вие враќа, се на свој начин. Еден момент пред малку добро кажа Бојан, уметникот во се нешто ќе најде нешто и на тоа нешто ќе му даде живот. Такви се и сеќавањата секако. Најсилното нешто кое што ќе го памтите за Тоше додека сте тука. Наум? Претходно би дал предност на помладите. Јас намерно заради твоето искуство. Може и јас да кажам. Најсилното нешто е има една голема порака до сите што може да го слушаат, дори беше Тоше жив, а сите што се раѓаат, поколенија, иако Тоше не е меѓу нас, да ги слушаат неговите песни, да научат како треба да се пее. Значи, Тоше треба да влезе во учебниците на македонската песна. Ти благодариш. Маријан? Сакам да им порачам на сите млади да одат по неговиот пат како најпопуларен и како влијателен и најмногу влијателен во популацијата, не само тука, нели? Да прочепкаат малку во неговата приватност, не само во пењето, него и како човек. Дека треба, значи, вистинските вредности. Сакам сакам преку Тоше да ги промовира вистинските вредности кои се, дека не е све на шала, не е све денеска за утре. Иако е животот прекраток, не треба да го живееме како денес да е последен ден, едноставно мора да се има морал. Ако не се има морал, се би тргнало по погрешно и на удолно. Сепак треба да се има некој морал, некој почитување и домашна култура. А домашна култура имаше Тоше. Александра? Спомна веќе, Тоше беше инспиративен во секој поглед, но она што мене ми остави најдлабок впечаток кај него е тоа колку голем работохолик беше Тоше. И на последните негови интервјуи навистина се гледаше тој негов хроничен умор, меѓутоа таа искра за музиката и за уметноста што ја правеше никогаш не згаснуваше и тоа е она што до ден денес мене ме води секогаш кога сум уморна, едноставно ќе се потсетам на Тоше, каква жар имаше Тоше во него да твори, да прави музичко твориште, така што ако еве ние пеачеви имаме барем дел од она што го имаше Тоше, од неговата посветеност за музиката, би имале многу плодна музика. Бојан? Мислам со мои колеги малте скоро све рекле. Ја ќе само додам да сви луѓе кои починува да се баве музиком морају да прихвате негову поруку која е била првенствено будете човек, а онда музичар и да из едnog малог града како што е Крушево показува да се може степ бај степ малим корацима стиći mnogo далеко. Ali čovjek mora da sanja, on je jedan bio tih koji je sanjao uvijek prvenstveno da svojim postojanjem okuplja ljude oko lijepih i dobrih stvari,
a tek onda kao muzičar i kao stvaralac i u mislima cijelim tim tako nešto. Jer uzalud i producentske kuće, izdavačke kuće, i televizije, i sve to uzalud. Pečat je upravo ovo, mi sad govorimo o tome. Razumijete, govorimo o jednom divnom čovjeku. Prvenstveno divnom čovjeku, a onda i muzičar. To treba da bude klincima vodilja za dobro jutro i da nastave taj put. To je jedini ispravan put. Jeste najteži, ali jedini ispravan. Така, ви благодарам многу за тоа што бевте овде со нас, за тоа што така отворено зборувавме, се сеќававме. Сеќавањата се секогаш тука да ја хранат душата за оние кои што веќе ги нема. Меѓутоа го има и секогаш ќе го има, секој на свој начин, во секој од нас живее Тоше. Благодарности до гледачите на 7 осмини и оваа емисија завршуваме онака како што ја започнавме. Се враќаме години наназад, 14 февруари 2007, Белградска арена, и каде додеше, секаде ја носеше македонската песна. Гледате 7 осмини, сакајте и Тоше нека живее. Море сокол пие, вода на Вардаро. Море сокол пие, вода на Вардаро. Јане бело грло. Oj sokole, ti junačko bile, more me li vide, junak da pomine. Jane me belo grlo, krotko jagne. Ajmo rukice! krotko jagne.
како ве сакам од срцето и од душата. Чао, Македонија!